Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во најновата Телма Амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиниката Жан Митрев. Хуман папилома вирусот се смета за клучен причинител на карциномот на грлото на матката кај жените, но се почесто се поврзува и со малигните болести кои се појавуваат на другите делови на телото. Од него може да се заразат и мажите и жените. Во денешната емисија ќе добиете одговори на најчистите прашања поврзани со гениталната ХПВ инфекција. На каков начин се добива, начините на кои што може да се детектира, односно диагностицира, и постои ли можност да се лекува, односно да се стави под контрола инфекцијата за да не дојде до компликации, односно до појава на карцином. За сето ова подетално од разговорот со денешниот гостин, а тоа е професор доктор Васил Илиев, гинеколог акушер од Жан Митрев клиник. Професоре, добре дојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден на сите. Познато е дека хуман папилома вирусот, односно одредени негови типови, се со висок ризик и токму тие може да доведат до карцином на грлото на матката. Кои типови на ХПВ вирусот се најризични и на каков начин овој вирус нормалната клетка ја трансформира во канцерогена? Видете, живееме во време на вируси. Живееме во едно актуелно време на една пандемија општа и тоа е еден дел од модерниот живот кој што го применуваме и практикуваме секојдневието. Хуман папилома вирусот е одамна присутен во здравствената патологија на популацијата општа, и машка и женска. Јас можам една анекдота да ви кажам вистинска, во еден мој престој надвор од Македонија пред повеќе од 15-20 години, можеби, се чудев колку многу хуман папилома вирус се наоѓа кај пациентките, додека кај нас тоа беше изузетно ретко. Значи, практично сакам да кажам дека пандемијата, односно проширувањето на овој вирус е општо глобален проблем. И за среќа во доста добри услови се најдени и можности за негова превенција и третман. Значи, тоа е вирус. Вирусите, ја не знам, народот не ги сваќа. Они не се живи. Они се конгломерат на протеини кои што бара жива клетка, чии што протеини ги употребува за да се реплицира, за да се размножува. Да се размножи, токму така. И токму овој хуман папилома вирусот е најприсутен во женскиот генитален тракт и тој се инкриминира и е докажано дека поедини вируси, соеви на тој вирус учествуваат во развојот на малигните заболувања, како преканцерозите, така и напреднатите канцерози, односно инвазивните канцери. Сега глобално вирусите с хуман папилома ХПВ вирусот е поделен во две големи групи за поделба на нивната ефект кој го реализираат врз клетките на хуманиот организам. Првата група е така наречена нискоризична или понискоризична, која што е причинител на кондиломи или на цвртки или бубулици генитални, збориме, за нив сега овој ден ке збориме, и тие се во нашата популација за жал поретко пристапни. Втората група на високоризични од 100 кои што постојат и кои што се детектираат со истата техника што и короната се детектира, PCR техника. Да, се тие кои што се инкриминираат за настанок на малигни алтерации во клетките на грлото на матката. Имено, важно е да се знае дека турноверот, односно динамиката на животот на клетките на овие делови на гениталниот систем е изузетно динамична. Они имаат просечно земено месечен, 28-дневен циклус на ротација. И во тие своји вулнерабилни моменти на млади клетки, вирусот наоѓа најпогодно место за употреба на протеинскиот молекуларен состав на клетките за да се реплицира, за да се умножи и со тоа во некои од тие множења прави мутации, прави промени на реалните можности за репликација на нормалните клетки, односно тие стануваат на некој начин променети. Денешната технологија многу е развиена за детекција и точно прецизирање на кој сој од овие ХПВ вируси се наоѓа. Истото се изведува со земање на бриз. Тој исти бриз, на исти модел, начин кој што се зема, како што се зема и бризот по Папа Николао. И се, како што реков, обработува со PCR техника, што се добива
точно кој тип постои, дори имаме и квантитативна можност за квантитативна анализа на количината на вирус. Така, покрај типизација и количината на вирус што е присутна, може да се утврди. Да, токму така. Токму така. И кои типови се, професоре, најагресивни? Значи, најагресивни во нашата популација 16, 18, 32, 54, ете тие 4 ќе ги спомнам. Има и други, и има секвенци од исти овие високоризични вируси кои што се наоѓаат, кои што не се така потентни, да речам, али кои што предизвикуваат и можат да предизвикаат дополнителни акцелерација на промените на клетките. Да речам, може да предизвикаат некоја клетка, односно клетките полесно да ги прифаќаат другите високоризични типови на вирусот во репликацијата и со тоа можноста за мутација, односно можноста за неправилно множење на клетките, до настанување на некоја промена, се зголемува. Дали секој што бил во сексуален контакт со партнер инфициран од ХПВ, исто така мора да биде инфициран од овој вирус? Значи, зборот мора не може да го потребиме, значи не мора, и како кожата, односно многостојниот почестен епител кој се наоѓа на грлото на матката, нели во вагината, тој е доста одбранбен систем. Треба да постојат микропорни рагади или расцепи или некои рани кои што довозможуваат да вирусот навлезе во клетката и во интерцелуларниот простор, каде што ќе го потоа пенетрира, односно ќе може да ја завладее и клетката во своето понатамошна интенција за множење. Тоа е многу важно да се затоа стално збориме и потенцираме важноста за третман на сексуално преносливите заболувања. Сакам да кажам дека секоја пореметување на нормалната вагинална флора е веќе предиспозиција за полесен обстанок или влез на овој вирус, па и на други инфективни моменти. Но сега да не го шириме во тој правец. Ние зборевме, мислам, така имавме една емисија која што ја посветивме токму на емисија, овие проблеми. Многу внимание, затоа што докажано е дека чести колпити, односно чести пореметувања на вагиналната флора се значајна причина за некоја од аномалиите на клетките. Така општо да кажем. Професоре, дава ли гениталната ХПВ инфекција некакви симптоми, некакви знаци на болест? Па видите, она е обично придружена со колпити, со различни степени на вагинално течење, значи на инфективен момент, и баркајќи го тој инфективен момент, значи нема специфичност овој високоризичен тип, додека не предизвика интрацелуларни промени, значи додека не предизвика, за жал, промени во структурата на клетката. Овие што се пониско ризични, што прават тие кондиломи или брадавички, како ги вика народот, тие треба доста време за да се они агломерираат и да тој стане видлив. Тој исто може да биде видлив и на грлото на матката, али може и на влезот во гениталниот тракт да биде. И кај мажи и кај жени. Така. Тоа треба да се има во предвид. Значи може некој да не биде свесен дека е инфициран со ХПВ, бидејќи нема видливи симптоми и несвесно всушност да го шири вирусот кај својот партнер. Токму така. И затоа ние стално апелираме да се прават редовни гинеколошки контроли, да се при тоа земат редовни брисеви како за Папа Николао, каде што може да се постави сомнение дека постои промена во клетката предизвикана од присуство на ХПВ вирус. И потоа следен чек, кога се постави тоа сомнение, земање на бриз за типизација на ХПВ, на типот на тој вирус. Професорот, ќе ги појасниме и ПАП тестот детално и типизацијата на ХПВ, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во програма, во денешната емисија. Ги очекуваме почитувани вашите прашања на телефонскиот број 3076-677. Почитуваниот професор доктор Васил Илиев, гинеколог акушер од Жан Митрев клиник, е наш денешен гостин. Тој ќе ги даде одговорите на сите ваши прашања. Професоре, го споменавте ПАП тестот, Папа Николао тестот. Како се изведува? Дали е важно во кој дел од месецот се прави, во кој дел од менструалниот циклус се зема? Да. Во секој случај не треба се зема додека е менструалниот период, нели?
После тоа и во текот на измеѓу два менструални периоди добро се земе квалитетен бриз за боење по Папа Николао. Тоа е ексфолиативна цитолошки бриз, така е правилно за име на тој број, а пошто се брои по една метода која што е инаугурирал хемичарот Папа Николао и така и се вика овој бриз, практично се земат клетки кои што можат да се соперат од љуштени од грлото на матката, се специфично бојат и на микроскоп може да се детектира дали се истите со нормална структура за тој дел од грлото на матката или трпат промени. И сега доаѓаме до тие можни промени кои што се интересни во однос на присуство на ХПВ вирусот. Доколку постои ХПВ вирус, клетките покажуваат на микроскопскиот преглед после тоа боење поедини промени кои што ги цитологот кој што го прегледува препаратот нотира дека постои сомнение за присуство или промени кои се асоцирани со присуство на ХПВ вирус и пациентот биде советувана да биде земен бриз за типизација на ХПВ. Значи, тие промени како се означуваат? Дали е тоа што го знаеме ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3? Тоа се сасвим веќе почнати промени во клетките. Значи, тоа се градуирани во 3 степена и сакам да напоменам, значи, треба да се напомене дека цитолошкиот бриз не е апсолутна диагностичка метода. Тоа е водечка метода и метода за скрининг на вакви промени кои што ги сега збориме. Постоење на било кој од овие промени индицира дека треба да се прошири испитувањето, и да се наложи така наречен преглед, колпоскопски преглед. Колпоскопскиот преглед е специфична метода каде се употребува еден апарат кој има зголемување 18 до 22, некои до 24 пати и со употреба на различни реагенси се пребојува грлото на матката и со тој апарат, со такво зголемување се диагностицираат разни структурни промени на грлото на матката. Значи, практично се географизира обемот на грлото на матката да би можело да биде визуализиран. Такви промени кои што се во колпоскопијата специфични, кои што ги познаваме и кои што ги употребуваме во секојдневната пракса, односно ги диагностицираме, се потоа употребени за циљани земење на биопсија, значи тоа се мали парчиња од тие зони кои што се испраќаат на хистолошки анализи. Значи треба се прави разлика меѓу цитолошка анализа, што е рисот по Папа Николао, и хистолошка анализа, што се добива после вакви биоптични материјали, и во нив се добива правата и конечната диагностика за постоење на ЦИН-1, ЦИН-2 или ЦИН-3, или струшна дисплазија од прв, втор или трет степен. Така, што е сега тоа? Но абнормалниот резултат на ПАП тестот не секогаш мора да укаже на ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3. Што друго може да покаже? Тоа се прави колпоскопијата со овие дополнителни биопсични материјали доколку се наложат, за хистолошки да се тоа потврди дали постои или не постои. И сега што е разликата меѓу 1, 2 и 3? Тоа се градуси на степен на промени на клетките, значи грлото на матката е покриено со 3 слоја на хистолошки, односно цитолошки аналитично земено на 3 нивоа и доколку промените се само во 1/3 од грлото, викаме дека постои дисплазија од прв степен или ЦИН-1. Доколку постои се зафатени 2/3, onda збориме за ЦИН-2 и доколку е целата површина зафатена од тие 3 слоја на епителот, onda збориме за ЦИН-3, кој што во некоја англосаксонска литература и некои патолози, односно хистолози, го третира дури како веќе инситу наод на инситу карцинома на грлото на матката. Ова е важно, затоа сите овие што ги збориме се престадиуми, премалигни стадиуми на болеста. Ова вашето прашање што ми го поставивте, дека го објаснувам ова, значи следно што може да се диагностицира, тоа е постоење на инвазија. Тоа значи инвазија, пробивање на базалната мембрана на епителот и инвазија на малигните клетки надвор, односно поширување на малигното заболување. Доколку жената, професоре, се диагностицира ЦИН-1 или ЦИН-2, дали сигурно ќе се развие, ќе прогресира болеста до ЦИН-3 и ќе се развие карцином? Дали овој наод значи сигурен развој на карцином?
Да, значи лесниот степен, значи CN1 во најголем број случаи е реверзибилен. Значи се повлекува само од себе. Токму така, епителот, односно имунолошкиот систем успева да ја коригира во најголем број случаи таја дисплазија од прв степен и да се нормализира епителот. И сега на тоа треба да постојат добри услови, нели? Треба да постои нормална вагинална флора, не треба да постојат други инфективни моменти кои што го тоа попречуваат, кои што ќе бидат контра ова репаративен момент. Вториот степен, односно дисплазијата во втор степен или CIN2, како што го викате, има комсиком саби рекол, тука зависи од пропретната патологија, од степенот на имунолошката заштита која што е натрешен, односно за секој организам специфичен момент. И CIN3 многу ретко се спонтано солуционира. Најчесто захтева солуција на третман, на некој начин. И тука знаете што многу е битно да се диагностицира постоење на ХПВ вирус и да се види кој тип е. Значи тука веднаш треба да се направи типизација на ХПВ. Типизација, да, со PCR методата како што споменавте. Точно ли е дека високоризичните типови на ХПВ почесто се среќаваат кај помладите жени? Па видите, тоа е сексуално преносливо вирус, така да помладите жени се поактивни полово и нормално е дека е зачестено. Сакам да кажам нешто. Сакам да кажам дека во модерниот време, во последно време, се повеќе само типизацијата на ХПВ вирусот се зема како меродавна за диагностицирање на промена на грлото на матката. Значи, дури правење на ПАП тест станува секундарно во развиени земји, во земји каде што имаат изузетно квалитетни технологии на работа со PCR методата за детекција. И тоа е многу важно затоа што е докажано дека високоризичните типови се присутни во малигните заболувања преку 92%. Значи, препарати на малигни, постоперативни малигни препарати, ХПВ присуство е најдено преку 92% случаи. Професоре, кај оние кои што ќе се забележат абнормални резултати на ПАП тестот, дали секогаш треба да се направи ХПВ типизација, односно, дали кај жените во 20-тите години е потребно да се изведе типизација на вирусот или тоа се препорачува само кај оние кои што се постари од 30 години? Не, годините не се важни. Годините не се важни, знаете. Значи, на брисот на по Бетезда систем, одговорот при земен Папа Николау тест е многу стандардизиран. И таму се наведени сите можни одговори кои може да се добијат во текот на анализата, цитолошка е тоа анализа, на грлото на матката, на епителот грлото на матката. Значи, покрај постоење на овие промени имате наод на нормална флора, имате наод на воспалителен момент. Има наод каде што постои промена на друг епител, значи овие се промени на почестиот епител. Значи грлото на матката од надвор е со почест епител, а во каналот е со цилиндричен. И тој може да трпи такви промени. Значи со возраста на пациентката овие два епитела трпат во текот на животот компетитивност. Тоа значи дека едниот епител сака да го инвадира другиот епител. И во текот на репродуктивниот период, кога постои висока хормонска активност, цилиндричниот епител е тој кој што доминира и често пати од каналот на матката, значи, се наоѓа од цервиксот, ние викаме, се наоѓа веќе и на површината, односно на надворешниот дел од грлото на матката. И тој може да трпи промени и тие можат да бидат диагностицирани при цитолошката анализа со Папа Николау тестот. И така натака и така натака. Значи, тоа се стандардни одговори. Сега, секој одговор кој што потенцира постоење на некоја целуларна клеточна, значи, клеточна абнормалност, захтева да се тоа испитување продолжи. Значи, да се продолжи зависно од тоа дали е на почест епител, значи, како што реков, идеме колпоскопија и евентуално биопсија и така натака, или ако е и на цилиндричниот епител, треба да се направи и така наречена ендоцервикална киретажа, значи да се земе материјал од цервиксот, од каналот на грлото на матката. Професоре, така повелете. Значи, како проаѓа периодот на активна хормонска хормонска активност, тоа е значи во приближување према перименопаузата и менопаузата, така се намалува агресивноста на цилиндричниот епител од цервикалниот канал
и почнува почетниот епител од екзоцервикалниот, на надворешниот дел на грлото на матката да навлегува во канал. Односно во цервиксот. Така. И тогаш ние треба да го бараме евентуално промени таму. Затоа се индицираат така наречени киретажи на цервикалниот канал или така наречена ендоцервикална киретажа. Од истите услови како што се работи и кога се хормонски активни пациентите. Така. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. За промените на грлото на матката денеска зборуваме со професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог акушер од Жан Митрев клиник. Професоре, дали гениталните пап инфекции можат да се детектират и кај мажите, односно може ли да се направи типизација на ХПВ вирусот кај мажите? О, да. Се зема бриз од препуциумот, евентуално од влезот во уретралниот канал и се прави исто ПСР технолошки. Од технологијата на ПСР, али малку по-тешко детектиране. Ние многу често пати кога имаме јасна промена на грлото на матката кај пациентка со промени предизвикани од присуство на ХПВ вирусот или од тешки инфекции, односно поугорни инфекции, се сомневаме дека и сопругот, односно партнерот може да биде, нели? Ако нема некои клинички знаци, треба да се внимателно тоа обсервира од време на време, дали ќе даде некои промени. А дали може да се лекува ХПВ вирусот на некаков начин? Со некакви премачкувања на грлото на матката и слично? Да, значи вирусите, општо, сите вируси, така и овој вирус, имаат тенденција да се множат, односно да се реплицираат во клетките и тоа побудува и ствараат, при тоа има отпаден материјал кој што е протеински материјал и ствараат протеини кои што се страни за организмот и го активираат имунолошкиот систем, одбранбениот систем на организмот, да тој се справува со нив. Значи, во секој случај организмот е во една балансна борба, во смисол на елиминација на вирусот. Колку успева, тоа е веќе друго прашање и е многу индивидуален одговор. Односно, одговорот на имунолошкиот систем многу се разликува од персона до персона. Постојат, и со основа на сето тоа се заклучува дека сега роборанци, или така наречени стимулатори на имунолошкиот систем, не знам, витамински препарати, комбинирани и така натака, може да го стимулира да биде по-успешен во тој третман во борбата со овој вирус кој што да го елиминира по-успешно, да кажеме, од гениталниот тракт. Треба да се има на ум дека ХПВ вирусот се наоѓа на други места, нели? На гласни жици, на грлото на овој често пати може да се најде на устната шуплина и така натака. Тоа се малку по-други типови, али исто така тој третман се состои од локални апликации. Постојат креми, некои креми, јас поодамна ги имаме применувано во третманот, за жал ги носе од надвор пациентки, една е така наречена имикимот. Една крема која што локално се става, али таја нема селективност на елиминирање само на клетките кои се инфестирани со вирусот, него таа делува на сите клетки, така да е доста неповолна во смисол на оштетување на околината, би рекол. Така. И онда, доколку има наод, на позитивен наод на постојање на тие брадавички кои што постојат, тие можат да се третираат на повеќе различни начини. Тогаш веќе имаме цилјан на третман, кој што може да се состои нели во така наречен со течен азот, значи со смрзување, со криотерапија. Криотерапија, така. Така, онда може да се третира со електротерапија и може да се третира со лазерска терапија, која што денеска е најквалитетна, најсигурна, затоа што со лазерот можете точно да проделите која количина на енергија ќе пласирате на цилјаното место, како би го елиминирале тој кондилом, без да оштетите на длабински поголема количина на клетки. Тоа не е можно со криотерапијата и со електротерапијата да се то прецизно
толку прецизно одреди. А што им Збориме, значи, за локални наводи. За локални. Што им советувате на жените да земаат за зајакнување на имунитетот? Дали се доволни само витаминските препарати или пак може и некој имуностимулатор, имуномодулатор да помогне во оваа ситуација? Сега, знаете, на пазарот има многу такви различни, јас не би употребил сега да рекламирам никој од тие. Сите се сашност со цел да го подобрат имунолошкиот одговор. И да, даваме и такви препарати кои што зависно од личниот капацитет на имунолошкиот систем на персона, на пациентката, ќе дадат повеќе или помалку одговор. Токму така, постојан за пазарот многу различни. Нема, сега е модерно, сега короната го пробуди целиот тој систем на моноклонални антитела. Сакам да го спомнам кратко, само нема да зборам за тоа. Тоа е борба во медицината и во медицинската наука одамна да се формираат и да се може да се произведат такви антитела кои што ќе можат директно да бидат, значи, да бидат насочени кон во случајот наш на овој разговор на ХПВ вирусот, значи. Тако нешто досега во праксата или јас колку што знам во нашава околина се нема применето. Сега се прават првите ободи за корона инфестацијата, значи за SARS-CoV-2, моноклонални антитела, два типа се употребуваат во Соединените Американски држави и изгледа со доста успех. Така, медицината е динамична наука, оди напред, па може и во ова област ќе се најде некоја таква терапија. Сега, професорот, кога ќе се диагностицира болестот, нели треба, односно кога ќе се диагностицираат промените на матката, тие треба да се третираат на одреден начин, но што доколку тие се случат и забележат за време на бременоста? Дали тогаш е потребна интервенција? Многу зависи од кој период од бременоста се диагностицирани и кој тип на промени. Обично присуство само на ХПВ, докажано присуство на ХПВ, онда се избегнува породување по вагинален пат, на царски рез, како не би се инфестацијата префрлила на плодот. Ако збориме за понапреднати малигни заболувања, тогаш доаѓа во преди тоа калкулација меѓу големината на бременоста, односно зрелоста на плодот, и третманот кој треба да се приведе. Значи, би рекол дека пристапот е многу индивидуален и е специфичен. Од момент до момент, прво зависи од колку е бремена пациентката, од проценката за зрелост на плодот на бременоста и од типот на заболувањето кое што е диагностицирано. Така. Нема уникатен одговор. Откако премалигната промена ќе биде третирана, односно одстранета, колку често потоа жената има потреба од контролни прегледи? Да. У принцип, се уште важи тоа правило дека еднаш годишно Папа Николао тест треба да биде направен. Јас спомнав преска дека ХПВ типизацијата полека го заменува ХПВ, овој Папа Николао тестот, и веројатно тоа ќе биде порано или покасно и кај нас. Али еднаш годишно Папа Николао тест е обавезен без обзир дали пациентката е третирана за некоја премалигно заболување или е само диагностициран по присуство на ХПВ. Значи, не сакам погрешно да биде разбрано, присуство на ХПВ не значи дека одма постои некој премалигнитет или некој цин промени и тако нешто. Значи не мора да значи, може да има ХПВ, но едноставно вирусот да не направи никаков проблем и организмот да го совлада самиот со текот на времето. Така. Али тоа треба да се знае. Да. Во однос на ПАП тестот, би сакала да ве прашам на грешките кои што може да ги даде. Дали се случува кај жената да има видлив карцином, а ПАП тестот да биде негативен? И зошто тоа се случува? Добро, вие поставивте многу драстичен пример, што е скоро невозможно видлив карцином и ПАП тест невидлив. Не е возможно, скоро невозможно. Знаете како тоа е многу тешко.
да каже, затоа што практично Папа Николао тестот се базира на ексфолиативна цитологија, значи се собираат клетки кои што се љуштат. На видлив малигно заболување има огромна количина на клетки што се љуштат. Така да во секој случај ќе биде фатена некоја клетка. Ја би тоа мислам дека е тоа скоро невозможно. Али може да биде Папа Николао незадоволителен. Така. Постои тој одговор и што се прави тогаш? Се повторува тестот уште еднаш? Се зема друг. Значи може да се земе два пати едно по друго? Да, апсолутно. Без никаков проблем. Да. Незадоволителен може да е поради различни причини, да биде препаратот лошо фиксиран, да биде лошо обоен, да нема доволно материјал, односно да нема доволно клетки собрано при земање на брисон и така натаму. Значи тоа е можно и во тој случај и се наложува повторување на Папа Николао Брист. На која возраст треба да биде жената за прв пат да ја биде направен овој тест? Чим почне со полови односи, е добро да се почне со редовни Папа Николао тестови. И тоа треба да биде пракса на некои многу земји во светот, знаете, доколку жената не се поддржува за нормите кои ги поставува здравствениот систем, еднаш годишно Папа Николао, они губат правото на здравствено осигурување. Задолжителното здравствено осигурување што е кај нас. Така да тоа е на некој начин мерка на превенција. Папа Николао тестот е скрининг тест и превентивен тест за диагностика на евентуално можни промени кои што би биле на грлото на матката или за било какви промени во вагината и на грлото на матката. Зборевме и за инфективни промени, не мора само да бидат малигни промени или ХПВ промени. А што говори вашето искуство? Дали ка жените кај кои што е диагностициран карцином на грлото на матката не се правеле редовни ПАП тестови? Најчесто да, за жал. Знаете, тоа треба да го потенцираме на оваа емисија. Значи, карциномот на грлото на матката е втор по честота кај женската популација. Прв е карцином на дојка и овој е втор. Али овој карцином е превентибилен. Доколку пациентките, односно жените, бидат редовно тестирани со цитолошки анализи, со Папа Николао тестови, ние можеме да доеме во состојба кога ќе ги фаќаме промените уште во премалигнитетот. И така да никогаш практично немаме доинвазивни карциноми. Во светот развиените земји имаат изузетно низок процент на карцином инвазивен на грлото на матката. Ја мислам дури дека повеќе сега, али прва беше така како пример се посочуваше во нашите кругови. Финска успеа да тотално нема ни еден инвазивен карцином и Норвешка со години, затоа што таму е обавезен. Секоја жена што има државно здравствено осигурување мора да го исполни тоа и дури мислам дека сега има введено и казни плаќаат нешто и губат здравствено осигурување доколку не го направи тој тест еднаш годишно. А како може да се намалат ризиците за пренесување на ХПВ инфекцијата? Каква е улогата на презервативот во намалувањето на ризикот од преносливост на овој вирус? Значајна. Улогата веднаш е одговорот значајна, не само за ХПВ, него заедно со ХПВ и за сексуално преносливите заболувања, кои што се добра подлога за ХПВ да може да делува како чинител во нарушувањето на хомеостаза, викаме, на нарушувањето на нормалното вагинално милје, кое што го одржува здравата средина за обстанок. Значи, изузетно важни, и затоа и во нашата земја имаше доста акции за популаризирање на употреба на презервативите во половиот живот, посебно на младата популација. Ја ќе го тоа потенцирам, посебно на младата популација, која што, ете така, има помалку сознанија, која што е во тој период од хормонска активност, кога е поактивна, да речам, се полово, и кога најчесто може да токму со употреба на кондомите бидат спречени било какви несакани ефекти, било од инфестација со ХПВ, било, како што рекол, различни инфективни моменти, што се предуслов или, да речам, олеснителна порта за влез на ХПВ. Така, но не е целосна заштита од ХПВ, бидејќи има некои делови кои што се непокриени од презервативот, така што... Така. Сепак, која е најдобрата превенција, што е со вакцината, колку е таа ефикасна? Тоа е придобивката на модерното време и, за жал,
кај нас се уште не постои задоволителен процент на прифаќање на таа вакцинација. Постои голем страв и кај родителите во однос на оваа вакцина. Еве, дали е оправдан или не, денеска ќе појасните вие во Телма амбуланта. Апсолутно, апсолутно. Еве, сега ова корона пандемија, SARS-CoV-2, што не нападна година, дена и повеќе глобално, целиот свет покажа како изгледа кога вирусот е агресор во еден организам. Значи, постои сличност, не идентичност, сличност во животот, у наводници ова животот, пошто вирусите не се живи, во неговата репликатибилност. И сите тие странни протеини што ги ствара организмот се чинители за развој на имунолошкиот, на одбранбениот систем да се брани. Сега, во медицината, ХПВ, вакцините одамна имаат и ги имаат земено во себе, во обзир најчестите предизвикувачи на заболувањата малигни, значи оние типови од ХПВ се внесени во вакцината, кои што предизвикува стварање на антитела. Значи, организмот кој го има примено ХПВ вакцината е спремен, ако дојде во контакт со таков протеин, да го блокира неговото множење и со тоа практично доаѓа да распад на тие, да речам, молекули на протеин што се викаат вирус. Така да го наречеме това. Така има двовалентни вакцини, двовалентни, 4-валентни, 9-валентни. Што означува валентност? Од колку вируси тие штитат? Серотипови, да, колку серотипови покриваат. Тоа значи валентноста. И сега оваа 9-валентната е топ вакцина која што во цел свет се употребува. Јас сакам да напоменам дека и на машките момчиња во пубертетот, во скандинавските земји, таму веќе ја примаат, да. Австралија го ја примаат таа вакцина, како они па не би биле трансмитери или лично да бидат заболени од ХПВ, пошто ХПВ е пандемија, исто како што сега за жал имаме со овој вирус. На која возраст е најдобро да се прими оваа вакцина? Дали можат и возрастни жени да ја примат, професора? Или само се однесува на деца на девојчиња, односно еве момчиња кои што се во пубертет или слично? Новите истражувања викаат дека можат и повозрастни да ги примат, значи кои веќе се над 20 и некоја година, кога имале веќе редовен сексуален живот. Значи примарно е да се идеално е да момчиња и девојчиња во пубертетната возраст го примат ова вакцина да ја примат, али с обзир на тоа што е покажано дека и во повозрастните кои што може би имале контакт со овој вирус покажала ефикасност во јачање на тој имунолошки одбранбен систем за да се бори против ХПВ инфекцијата и се применува. Ја ги спомнав кои држави се најдалеко отидени не само за момчиња, него и на повозрастни пациенти, односно жени, кои аплицираат овие вакцини како би го стимулирали имунолошкиот систем да се бори против ХПВ инфекција. Така, против најагресивните типови на ХПВ вирусот. Тие се во структурата на тие 9-валентни овие вакцини. Тоа е придобивка на која треба да се користи. Јас стално сум бил за и треба да и ние имаме како држава правевме кампања за тоа да бидат повеќе информирани родителите да ги малку ободриме. Така, да се охрабрат. Така, да се охрабрат, толку да. Откако ќе се прими вакцината? Дали се потребни и понатаму редовни гинеколошки прегледи и редовни ПАП тестови? Или оваа вакцина значи заштита и избегнување на оној ПАП тест еднаш во годината? Не, никако. Значи, ова вакцина значи дека организмот ќе биде спремен со појак имунолошки одговор доколку дојдете во контакт со ХПВ да ве одбрани, односно да го спречи реплицирањето на истиот. Тоа значи, ништо не значи дека вие сте, не знам, ослободени од, како што викаме, редовни контроли на гениталниот систем и така натаму, посебно на Папа Николао тест. Знаете како у медицината ние често сакаме да кажеме 100% е многу тешко да се постигне. Ние стално сме задоволни со еден добар одговор на било што. Еве, во случајот на имунолошкиот одговор. Доколку се спречи развој на малигнитета, присуство на ХПВ само да постои, вакцината е завршила работата тотално. А што е со жените кои што се во менопауза?
кои што се повозрасни, колку често тие треба да прават ПАП? Има ли потреба и кај нив да се изведува оваа анализа? Во менопаузалниот период се редуцираат капацитетот за инфестација, викаме ние, значи можноста за примање на инфектот со ХПВ се редуцира, не значи дека не постои. И затоа, кај една пациентка која што е во тој период, која што редовно имала контроли, тоа може да иде и на 2 години, дури препорачуваат доколку се прави и ХПВ типизација, да иде на 5 години. Во добро осигурани лаборатории, токму специфични за оваа детекција, која што во светот постојат, па и кај нас и имаме доста квалитетен одговор за типизација која што го добиваме при рутинската работа. Професоре, ви благодарам за вашето денешно гостување и за деталните појаснувања поврзани со промените на грлото на матката, преканцерозните, но и канцерозните, и начините на кои што сето тоа може да се превенира, да се детектира и да се стави под контрола. Беше задоволство. Почитувани во денешната емисија гостин беше почитуваниот професор доктор Васил Илиев, гинеколог акушер од Жан Митрев клиник. Се гледаме секој работен ден во 13 часот и 45 минути, кога заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. До гледање.